Добро вечер. Четврток, 22 часот. Како што и најавив во неделата, втор дел на Джамбо или на мега интервјуто со Слободан Богоевски, сега посветен на актуелни македонски теми, атентатот на Киро Глигоров, како доаѓа атентатот на Киро Глигоров, како се прави мафијата или како мафијата не е формирана во Република Македонија. Парите од санкциите, дали Милошевиќ ги чувал тие пари во Република Македонија, што му понудил Милошевиќ на Киро Глигоров, Грилакис, тајните преговори со Грција, дали се преговарало или дали се разговарало за правење на конфедерација помеѓу Република Македонија и Република Грција 2001 година или 1981 година протестите во Косово, дали Слободан Богоевски бил пратен да го препознае или да го идентификува Али Ахмет, имало ли 150.000 државјанства, немало ли 150.000 државјанства. Сите овие работи кои сте ги поставувале како прашање изминативе години, вечерва ќе можете да добиете одговор на поголем дел од тие прашања, околу 80-85 минути интервју со Слободан Богоевски. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Богоевски, од каде е конфликтот баш со Груевски со Мјалков? Стариот Мјалков, Јордан Мјалков, беше министер во на експертска влада на Никола Клюсев, загинува во неразјаснети или трагични околности. Има две тези. Едната теза оди на состанок со Петар Грачанин во Белград, втората теза дека оди на некој состанок во Ниш. Грделичка клисура загинува. 2005-2006 година има неколку боксирања во медиумите помеѓу Никола Груевски и вас. Дали тоа беше Неделно време, дали беше Ајден телевизија. Вие во едно интервју имавте категоричен став дека 5 или 6 министри во првата експертска влада на Никола Клюсев биле соработници или блиска соработка имале со КОС или контраразузнавањето или службата за безбедност на поранешна JNA. Од каде датира тој конфликт? Ајде, почнавме нели да видиме тој процес на независност, како тоа ќе го дефинираме. Личен конфликт немало, затоа што он беше многу кратко време министер. Буквално тоа беше декември, март, колку има, 8-9 месеци дали беше министер. Индиректно во винува дека стоите, може би за тој атентат. Веднаш после тој атентат почна со напади, нормално, измислени, дека службата го ликвидирала. Министерот? Да, тој е на 2 километри пред Бојановац. Тогаш србите, односно, уште постоеше Југославија, овозможија, пак паралелно со нивните општински, регионални и републички експерти, сите дојдоа, и нашите, паралелно да ја прават истрагата. Што се случило таму? Се работи за крај на небрежност на возачот негов, кој возел со ненормална брзина од 190 км на час, во услови која врне снег и дожд и непрегледна колона, и тоа е на блага кривина која се уздига пред Бојановац и после се слуша и немате видливост, а таму поминува шината, пругата, воз поминува под патот. Значи не е Грделичка клисура, туку е... Не, 2 километри пред Бојановац. Пред Бојановац. Да. И таа многу сообраќајки се случува таму, токму затоа што залажува, имате чувство дека имате долга прегледност, а уствари брзо наидувате, одма после тоа иде кривина и се спушта патот. Се знае ли кај каде оди И Стариот Мјалков? Прво е неточно дека велики Грачанин, тоа е лага. Дека велики Петар Грачанин. Точно, знаеме ние каде одеше, неќам сега да ги коментирам тие работи. Оди во Ниш или во Белград? Во Ниш, не во Белград. И толку нема повеќе да коментирам за тоа, него губи контрола, затоа што од другата страна наидува лада и удира во задната лева гума, е кине и изгубил контрола возачот, удира во тротоарот, почна да се дига колата како авион, надлетува пругата, удира во стубовите, во карпите, паѓа. За среќа на возачот, он беше со мали повреди, ама овој целиот беше со искршени ребра, подколеници, повреди на глава, клучни коски, целиот беше смачкан. Бог да опрости сега, неќем ништо да зборам лошо, затоа неќем понатаму да зборам. И во присуство на толку многу екипи там, бевме Павле беше подсекретар, заедно бевме со сите други. Жал ни беше што е така, дури јас на возраст му запретив дека ако преживееш, држ му ја.
Ова е невидено нешто, да возиш со 190 км На тој пат. На тој пат, така. То водиш во смрт. Ама ето, он имал среќа, преживеа. Милков не преживеа. Почна канонада напади, дека службата секогаш се асоцираше на мене, нели? Бевте шеф на ДБК, на државна безбедност. На ДБК не сум бил, на службата за државна безбедност. И јас не се бавев, нити сум реагирал, нити им одговарав, ама почна до тој степен да го тоа манипулират, за да добијат влезница во ВМРО ДПМН, а те немат ништо заедничко со ВМРО, тие, и како фамилија и како личности. Демек, а тогаш им одговараше, беа во опозиција, нели? Имаше конфликт со Лупчо Георгиевски, дека основачи Да. ВМРО се Клюсев и Јордан Јалков, а не Да. останатите. Да, Мораше да се смени како многу историјата. нешто што се фалсификувало во Македонија, така лесно се врте и тогаш. И дека затоа е убиен, бидејќи е синоним да, синоним на независноста да, и на борбата за да. независност на Македонија. Тие што работеле знаат колку бил синоним. Не е битно сега, пошто е покој, неќе многу да ја разглабаме, али Значи, Груевски го прифате тоа, заедно со Бартушеви, дека жртва е на тоа, дека Слободан го организира, зарем јас ја организирам во Србија, овисто, кој си шеф тука, што има потреба јас да одам по Србија, службата беше толку добро организирана, на памет не му паднало на никој таква работа, али ето, тоа го правеа за да се покажат дека се жртви на својот патриотизам кој никој пат не постоел. Не постоел патриотизам? И ето видовме власта, кога дојдоа на власт, што видовте од нив, осем криминал, Ви се реваншира. незаконито следење, Ви се реваншира. сум им помагал, никој пат не сум имал конфликт, не сум имал потреба, него комплексите од своето минато им тежеа. Додека е жив Слободан, имат комплекс. Бугарски. Двете езика. Немало повод, ви кажувам, дека зошто да има конфликт, он бил дете тогаш. Ја дури сакам да му помогнам, да не се бави со тие недозволени работи, да го вработиме. И тие комплекси, Говориме за Сашо Мелков. да, како што сега прикажува Груевски, па тој е бизнисмен. Како бизнисмен кога леп немаше да јаде. Демек од каде има во богатство. Тој Лупчо Георгиевски го објаснуваше во едно интервју дека Па и јас знам и другите знаат дека немаше Кога? леп да јаде. Како бизнис он водел. велите недозволени активности. Да, се бавелше со недозволени и на крај, ево сега, во сред плоштад ви дига хотел Мериот, ви прави фирми кои се бават со државни тендери, а нашата власт, условно да речеме, нити МВР, нити било која институција не се запрашала, кога сите знаат дека беше, како е можно со една плата вие да направите стотици милиони. Не можете. Ако не е тоа резултат на криминал. Но и директори на банки И ево, во судскиот процес, каде што се разговара за преслушкувањето, даваат ни риба, ни девојка, ни вода, ни кисели на одредени изјави, па не знаеме дали се слушало, па не знаеме дали ќе побараме средства. А тие банки всушност ги переа парите. Подост неговите пари. јас, тоа е нивна одлука, како кој гледа од своите интереси поаѓа, него малце и со квалификацијата на делото, кој јас бев повикан како сведок и Да. штетен во таа Побаравте постапка. 1 милион 1 милион евро евро. директна штета што е предизвикал, чисто заради символика да се знае. дека 1 милион. Да, да. Па што за милиони само зборатани. Некојаш и со милиарди велат. И забелешка во истото иска се кажав таму дека ова квалификација, затоа што квалификацијата од кривичниот законник не е соодветна на ово што го правеше Груевски и Мјалков. Зошто? Незаконитото аудиотонско снимање може вие да го направите. Кога седиме на маса, да ме снимате без да знам, па да го потребите тоа нешто, па јас да ве пријавам и да одговарате за тоа. Или може некој поединец во МВР да му текне нешто да скришом направи, и тоа е кривичното дело незаконито тонско снимање. Ама овде имате злоупотреба на државната власт спротивно на Устав за гарантираните права, каде што премиер на една држава ги користи информациите од нелегалното прислушкување
каде што шеф на УБК, кој е должен да се грижи за законитоста, го организира тоа и го спроведува, и опфаќа илјадници граѓани во Македонија, што во европската историја немаме таков случај. Сите да ги изберете истории на Велика Британија. Зошто? Со исклучива причина да се рекетираат луѓето, да се уценуваат луѓето, да се добиват нелегално изборите на тој начин, да можат да му се осветат на некому, пошто се тоа искомплексирани, сите мали луѓе се искомплексирани, знаете. И го правеа тоа долги години. И тоа не е обично. Тоа е свесно загрозување на уставниот поредок, затоа што правиш систем каде што баџанакот обвинител за организиран криминал, братучетот е шеф на царина, прикрие нормално, али као советник. Другиот братучет вие шеф на УБК, третиот вие премиер, кумот до него и така натаму. Правите една злосторничка организација која однатре го урнисува уставното устройство. Со масовно газење на човековите права и дисторзија на другите институции. То не е обично незаконито следење на тоа го кажав и во исказот. Овде треба на оваа клупа да седат многу други луѓе, не само Богошев Мијалков. Дали во првата експертска влада на Клюсев биле 5 или 6 соработници на КОС или на военото разузнавање на поранешна СФР Југославија? Деска сега ќе ми дозволите нешто. Тоа е ваша изјава. Некогаш не изјава и не би ја коментирал повеќе. Не сакам сега, затоа што... Дел од луѓето се починати? Да, затоа не сакам да ја коментирам. Не дел од луѓето, поголемиот дел. Бугарски, изјавата и понатаму е точна. Не мора да ја коментираме, но и понатаму е точна. Исклучиво ви кажав од овие причини, што скоро сите се починати. И да ги оставиме дека исклучиво од тие причини сакам да го на некој начин да ги оставиме на мира. Било тогаш во таа меѓусебна тоа што сум го кажал, никој пат не сум го порекол. Бугарски. Меѓутоа, има една пикантна работа, тоа е кога Никола Клюсев, покојни Никола Клюсев, нели објаснува документацијата од ДНА, независноста и така натаму, па се криел наводно, па ќе требал да биде апсан од Југословенската народна армија. Тој се крие во куќата на соработник на Југословенската народна армија и на соработник на КОС. Да. Тоа е реално факт. Да. И јас сум правил емисии, сум истражувал и така натаму. Точно. И тоа не можеме да го негираме. Точно, ја беше толку важно за нас, пошто и јас и Павле знаевме каде се. Иако они се крие, аз премаме некоја операција во МВР, цела влада бегаше. Некаде се криеше. Некаде се крие. Да. Ние знаевме каде се и повремено се јавува по телефон да чујат до каде сме. Беше интересно што ние нормално ги знаевме сите ве работи. Плановите што ги правевме за операциите беа секој пат двојни или тројни. Значи едно да знае министерот и премиерот, друго да знае председателот кој треба да знае вистината, што се случува. Затоа што ќе бевме провалени одма и може да настрадат многу луѓе и не дај Боже можеше да дојде и до посериозен конфликт. Затоа не беа успешни сите операции. Бидејќи не знаеа. Бидејќи не знае. Бугарски. Вие да му влезете. Ево, за пример ќе ви кажам упадот во сарната, тогаш маршал Тито, најјаката касарна во Третата армиска. После носењето на специјалните единици од Ниш, тука за јакнување на структурата, ние не бевме вооружени тогаш во тој период, меѓутоа имавме голема предност, ние владеевме територијата. А за да спречиме да дојдат шумдоја специјални единици, се може да се случи. Малце фали во Македонија на искра да пламне војна. Едно ноќно убиство и готово. И со Павле бевме навистина загрижени, тоа го смислевме планот дека мораме ние психолошки да ја добиеме војната со нив. Од типот на Велизар, што ви кажува, да им упаднеме во касарната. Кога се најјаки и кај што се најбезбедни. Кај што се најсигурни. Најсигурни. Ноќно време влеговме, разоружавме стражи, дежурни официри, наши поставивме и цела ноќ им го дигнавме голем дел од оружјето, таму беше себе долу полно со оружје.
Меѓу има една анекдота, тие последните што излегуваат, ни се пожалија началниците, вика, многу тешки. Кога отвори, вика, медали и ордени. Златни, вакви, такви, тие се многу тешки. Многу оружје им земавме. Ефектот беше супер, психолошки, тие беа преплашени, дојдоа на преговори. Малце издоговоривме што како ќе правиме, меѓутоа им остана стравот дека и тука каде што се најбезбедни, не се безбедни. И беа многу воздржани и кооперативни и со Павле и со мене во таа соработка, като главно со нас секојдневно комуницира за сите прашања. Не одеа во влада, само со председателот, со Павле и со мене комуницира за сите прашања. Од тука излезе и тој протокол за соработка, за публикувањето и меморандумот, потосно и договорот. Глигоров Ачич. Да. Автор е, Павле го пишуваше тој договор. Мој Глигоров, Благој Аџич, тогаш началник на генерал-штабот. Павле го пишуваше, зашто он беше Војската не јавната безбедност. И сакам да кажам дека ето тие премрежи ги поминавме, сите тие такви личности најнаш после стана големи патриоти, ВМРО-вци, а не биле тоа. Направија штета и на тие вистинските патриоти во ВМРО. Ги растурија. Тешко дека ќе се опорават во догледен период од таквите остатоци. Ама го повредува и чувството на македонците дека македонците можат да имат ето своја патриотска организација. Нека има. Зашто да не? Војски. Бевте начело на службата за државна безбедност во период кога се формираат политичките партии. Како Лјупчо Ѓоргиевски доаѓа начело на ВМРО-ДПМН? Вие бевте обвинување за прислушкување, за афери. Подоцна нели со Борис Стојменов и со Борис Мејковски направивте некоја политичка партија и на некој начин можеби ги откривте кои биле соработници на службата во врвот на ВМРО. Можеби сте открили, можеби не сте открили. Како Лјупчо Ѓоргиевски доаѓа, млад човек на 24 години, начело на партијата која ги победува или победува на првите парламентарни избори во Република Македонија? Јас сам кратко можам да кажам, неќам да навлегам се во други детали, него и Лјупчо, и Змејковски, и другите беа членови на МАК пред тоа, знаете. И не беа задоволни од начинот на кој МАК сакаше да се движат, да работи, и ја излегува заедно со поранешни осудени лица и други лица. Моторна сила беше Борче Змејковски, не беше Лјупчо, затоа што Лјупчо никој не го познаваше тоа во тој период, али Борче беше навистина моторната сила. И покрај дружењето со останатите, меѓу кои покојната доста, одлучиле дека овој е млад, дека не е искварен, дека нема хипотеки, дека може да биде соодветен, пошто тоаш навистина и тешко кој им се нафаќаше да биде председател на партија, плашејќи се од последици, веќе во минатото секој пат си имало такви последици. И беше страшно да се биде тоаш и член во таа партија, да бидеме реални. Луѓето ќе изгубија работни места, се плашеа. И во такви сплет на околности нема некои големи игри, ако мислите, од заднја. Да, дека служба, дека не. После, од кога после го нападна. После службата го нападна. Така да во не сплет на такви околности, моето, јас исто мислев, млад човек, победија на изборите, 30 и колку има пратеници. Некаде 30. Дека ќе му треба време. 7 пратеници, 38. Затоа Глигоров предложи да биде ето една од можните опции експертската влада и он да биде подпредседател на председателот. Некој сватија таа како мајтап понуда, јас сум разговарал тоа што дека му треба време да учи. И што е навистина така. Ако има волја, нека си се полекава и немам ништо против понатаму, имаат пратеници, имаше таков став, он кај него не беше непријателски. Меѓутоа, они не беа задоволни од тоа функција. И многу
се разочарав јас од неговата активност. Во периодот кога завршија изборите 94-та, неговото интервју во Пулс, тогаш еднакво се видјавате. По изгубените избори. Односно, опозицијата се повлече од изборите и тогаш тој фронт за Македонија, како вика, има сами власт без опозиција, што се покажа погубно за самите нив 4 години подоцна. Он таму изјави дека колку што он читал, јас не знам колку има читано, од се што прочитал, од сите дејци во 19. век и 20. век, ниту еден не се декларира македонци. Дека сите биле бугари. Соодветно на тоа, дека сите се бореле за Бугарија, не за Македонија. Ја прво не верував, дека мислев да не е некоја мала новинарска модификација, испадна дека е точно. И од тогаш се разидо. Јас веќе за него имав сосема поинакво мислење, без разлика на сите информации претходни што имавме за другите влијанија, што не беа ни страшни за мене толку, али да јавно изјавите да се подпредседател на држава, без разлика на некоја символична функција, да имате предложено премиерна влада експертска, да имате министри, да имате најмногу пратеници, а лидерот на партијата да изјавува дека во Македонија не постојат македонци. Бугарски. Што друго да коментирам, господин Расев? Маријан Тоа Ѓорѓев. е погубно, ето тој е продукт на ова што го говоревме претходно. Немањето на македонска национална свест ни раѓа вакви ситуации да луѓето не знаат кој е што е. Маријан Ѓорчев, кој им беше подпредседател на партијата, призна за една средба со Бригоа Спарухов, а тој пред изборите 98 година, генералот на бугарското разузнавање, кога Ѓорги Парванов не го става на таа функција, бидејќи го декларира како соработник на британските разузнавачки структури, но со битно влијание врз разврските во МРДПМ Доста Демовска, Никола Груевски, средби со Лјупчо Груевски, така. Ние сте имале комуникација и разговори со Бригоа Спарухов. Да, секако да. Каква е бугарската улога во формирање и функционирање на ВМРО до доаѓање на власт, вклучително и Доста Димовска? Па, се, може би, нема да ми верувате, официјалната влада, служби, гледа со подозрение на ВМРО-ДПМН. Бугарски? Бугарски. Вклучително и Аспарухов. Бригоа Спарухов. Да, не знам дали знаете, фамилијата негова е од Одринско. Има македонска. Да, да. И он се чудеше што ќе прават овие. А не камо ли да имат некоја активност специјална за промоција или поддршка на ова. И имаше промоција од други структури, овие што ги нарековте, скриена држава во Бугарија, од времето на Живков, кои беа соработници на службите, но не и службата, затоа што вие не може соработниците да ги контролирате сите. И имаше сите овие што ги знаете, што учествувале во таквите активности, не биле под контрола на службата, него се заоставштина од поранешната служба, од Бриго доаѓа после падот на режимот на Живков. Добро, Бриго имаше во некои неформални, велат, во некои неформални средби, Бриго имаме многу ригидни ставови во однос на Лјупчо Георгиевски, Доста Демовска. Да, не, они барале често пати прием, никој не ги примаше таму. Кај нив. Да. Дури некои бугарски пријатели велат дека тие сметале дека треба да бидат елиминирани. Да, знам тоа. Сакам да кажам дека никакви контакти, дури на барање, не ги сакаат да ги сретнат. Зошто? Затоа што соработка има со нас, официјална, на јасни основи поставена, зошто би ризикувал некој од нив да влегува во таква авантура која нема потреба. Бугарски. И се плаша од така. Како Црвенковски доаѓа на чело на СДС? Тоа нема да го коментирам, ќе треба него да го прашате повеќе. 28-29 години има и станува премиер септември 92 година. Го поставив тоа прашање бидејќи имаме Лисабонска декларација која е мај-јуни 92 година, најтврдата декларација на Европската економска заедница, кога бара името Македонија да не е содржано во зборот Македонија. Да, да.
Тука службата наша има клучен збор во одглавување на целиот тој процес. Да. Вие сте тамо, нели? Одите на разговори во Велика Британија, имате соработка со МИ6. И то можеме ли малку тој период да го отсликаме, тогаш го ставаме, го менуваме и знамето од Вергина го ставаме, имаме предходно блокади од Тодор Петров на македонско-грчката граница, кој се користи од страна на Грција како некаков доказ дека еве ние имаме иредентистички територијални претензии кон соседна Грција. Можеме ли да дефинираме малку за тој период улогата ваша во целиот тој процес и разговорите со британските служби во тој временски период? Не можам да говорам некои посебни детали, но кратко можам да го опишам тој процес. Во тој период, сега Бадинтеровата комисија даде позитивен извештај исклучиво за Словенија и Македонија, дека ги исполнуваат условите за солуција, односно самостојување од Југославија, другите не. Но тоа беше вистинска паника и тоа се приметуваше и отворено во средбите после референдумот 1991 година, дека е опасност да го направиме, дека ќе има војна, дека се нарушуваат меѓународните договори и утврдени граници. Најнаш се појавува нов ентитет кој го нема во ниеден од овие договори, почнувајќи од Берлинскиот конгрес, па до Букурешкиот договор, до Версајскиот, Нејскиот договор и така натаму да ги врам. Тоа е све утврдено во време на кралските фамилии, како меѓународен поредок. Ови за кои зборевме, вештачките нации на Балканот. Тие ги предизвикаа конфликта и ден денеска, а нас не обвинуваат дека ние сме конфликтни меѓу себе, кога не сме. Границите тие ги исцртале и ги создале политичките нации соодветно на тоа. Ние знаевме дека прво што ќе реагира Грција, ама ќе реагираат и други чии интереси се врзани со тоа. Односно, најголема грижа беше на некој геноцидот на македонците во Егејска Македонија, кој е одвиван во два големи наврати. Македонците имат доживеано како ретко кој народ во Европа геноциди за кои никој не сака да зборува, сега се сеќавате. Тој не е само овој што го знаеме ние 49-та, 48-та и после. Пред тоа има со мировниот договор помеѓу Венизелос и Кемал Ататурк. Тогаш се една огромна бројка, иако статистиките се различити, што верувам дека и никој не водил точна статистика тогаш колку се, преку 2,5 милиони македонци се прогнани од Грција. Грото бегат на кај Бугарија, грото. Другите кои кај нашол, кои во Албанија, кои во Македонија и на други страни. Тој е таков грозоморен геноцид направен за нешто што кралските семејства се договориле да биде нивно. Тука нема никакво влијание некој друг фактор, како што обично може да прочитаме. И знаевме дека ќе биде така, но Македонија и Павле и јас тогаш беха големи поборници дека исклучиво Македонија може да добие државноправен идентитет ако отидеме на референдум, некако што се предлагаше од одредени политички субјекти во тој период, да се оди со уставен закон, со декларација на собрание и така натаму. Тоа мора да помане Лјупчо Георгиевски. Не, и другите беа, да. Хрватскиот модел. Не може да смислат референдум. Лидери на партии, на собраниска говорница, како говорија. Само преку мене мртов, самостојна Македонија. И беше полно, не е еден. Не е битно. Ризикот беше огромен. Ако не успее, тоа ќе беше крај на нашите надежи. Зошто? Затоа што тогашната албанска партија најави организација на паралелен референдум за Илирида, се сеќавате, нели? Кој беше неуспешен. Разговаравте тоа мислење со повеќе од нив. И наистина беа тешки околностите. Предупредувањето од надвор беа дека ако не успее, тоа ќе биде навистина тежок крај за Македонија. Реално сите го знаевме дека е така. Што има одите на референдум, ако не успее, тоа значи дека народот не сака самостојна држава. И тоа беше можеби клучниот момент
кој им создаде сега главололка на устроениот меѓународен поредок. Први грците и не само грците, и нивните патрони што биле, што ја создале. Грција реагира и брзо на Лисабонската конференција беше донесена декларацијата со која на некој начин се забрани употребата на името Македонија. Благодарејќи на многу напори на многу луѓе во тој период, јас имав прилика и во тој период да присуствувам во Англија, добивме некаква поддршка, затоа што ние не сме закана за никога. Може да видиме само фактор во тие војни што се одвиваат тогаш за кооперација. И тоа некако проаѓаше. И на конференцијата во Единбург 6 месеци подоцна се анулираше Лисабонската, нели? Се призна оно што сите го знаат како меѓународно право, право на самоопределување и право на сукцесија од поранешна Југославија на основа изешот на комисијата на Бадентер. И добивме тоаш значајна поддршка и од американците и од британците, што беше клучно за таа одлука во Единбург. Не се должеше на никакви други активности од некого. И то јас се надевам дека ќе нисаме по некој чекор напред во легитимирањето на нашата самостојност, меѓутоа убрзо уследија протестите во Солун, тоа беше една општа паника организирана на меѓународно ниво против употребата на името Македонија, која до тогаш во Грција беше забрането да се употребува, а од тогаш Македонија е наша. Луѓето одеа по затвор ако слушаа македонско радио, ако го фатат дека чита македонски весник, одеа во затвор. Прекашочно 36 дена. Ма од Македонија не смеше да се испише. Наеднаш све стана македонска во Солун и останатија. Дури и самата влада на Мицотакис тогаш беше збунета. Што се случува? Не знае што се случува. Не беа они организатори ново. Али се појавија поповите и се појави Самарас. Нели? Се одвои од не демократија. Министерот за надворешни работи. Да. И после формира своја партија. Тој беше предводник, нели? Поповите и други се приклучија. И доби невиден публицитет и таму и во светот дека Македонија е Грчка. А до тогаш забранет беше зборот за Македонија во Грција. Бугарски. Во такви околности мислам дека направивме една избрзана одлука со брзањето да бидеме примени во Обединетите нации под акронимот ФИРОМ, затоа што во тој период од многу колеги од Запад ни беше советувано, можете и Павле да го викнете, присуствувал на такви средби, да не брзаме, бидејќи ако еднаш се согласите, тешко дека ќе го исправите. Трпение, ни вика. Меѓутоа, ние не ги носевме одлугите, ги носеше владата и... Значи, од многу служби на Запад ви беше сугерирано? Не предупредува, вика, немој да брзате, времето работи за вас, и ако не работи за вас. Немојте, тоа е одлука која не се менува. И што се случи? Ние влеговме во Обединети нации, ние и онака ќе влезевме. Никој нас не може да го негира правото на самоопределување, утврдено на референдум во услови на војни на Балканот. Ниједна држава на Балканот нема создадена своја самостојна држава на ваков начин, и то мирен начин, како што ние го создадовме. Македонија. Да имате вие 93 нешто излезно, 74 за. Во услови на ваква етничка структура на Македонија. То ниједна држава не може да се пофали со тоа. Работели ли албанците тогаш да не успее референдумот, да Он останеме? организира нели референдум или рида. Или рида. Суштината е да останеме во некоја скратена Југославија, каде што косовското прашање би можело да се Да се решава чека епилогот на Косовското Југословенската војна. војна. Тоа беше факт, тоа не беше непознато. Јавно не го објавија дека ќе прават референдум за Илирида. Не им успеа.
Не успее Илирида бугарски? Молим? Не успее Илирида, те вела дека повеќе од 190%. Не, точно. Каму се документи? Нема. Харедини нели се фали дека тој бил шеф на информации се шегува. комисијата Не успеа. која ги броел гласовите така натаму. Што беше Илирида? Беше обид за правење на автономна област, покрајна, дел кој би се одвоил од Македонија? Што беше? Те вела дека Глигоров на средба со нив им дал зелена со Митка Темини покојни председателот нели на ПДП. Дека Глигоров поради војните на просторот на поранешна Југославија им дал зелено светло да се наоружат, за да може да си ги бранат огништата, дека тоа била суштината на Илирида. Не знам како го интерпретирал тој. Илирида, оние јавно декларира. Луѓето брзо заборават. И во собраниски говорници, и на митинзи правиме референдум за Илирида. И не беше толку проблемот да го прават, пошто нема легитимитет таков референдум за која Илирида ќе правите референдум во Македонија. Тоа беа рефлекси на тие марксистичко-комунистички организации од НВ-Роджа на времето, тие ги држеа тие тези. И тие ги промовира фактички периодот на 80-тите години. Создавањето на голема Албанија, Илирида беше нека преодна етапа, Илирида во Македонија. И тоа не го крија, меѓутоа не им успеа референдумот. Зошто? Затоа што се спроведе нашиот референдум. Кој го поктопи? Кога ги видува бројките, не беа сигурни 90% излезност. А 74 кома нешто колку беше 3 беа за. Меѓу нив другите имаше некој поздржан, некој против, али важно беа ниедна држава не може да се пофали со таква излезност На референдум. на референдум. Значи ние немавме И Црногорска. никој не може да ни го спори тоа во меѓународните односи. И затоа јас мислев дека не само што советува овие, него мислам мислевме ние со не треба да се брза. Зашо се брза? Што ќе ни промени тоа нас? Ако сме членка под акроним и ако сме како Југословенска република исто признати. Ништо. Бугарски. И што ни се случи, Васко Дозор? Тоа, ево, ни се удари од глава после. Зошто? Ние после подпишавме и времена слобода со Грција, така. Во која ние и официјално со тој договор станавме препознати во цел свет ФИРОМ, или поранешно Југословенска република, а преземавме тешки обврски. Не се откажавме од нашинците во Егејска Македонија, што е по мене погрешно, спротивно на сите одлуки на Обединетите нации, од декларациите до конвенциите, рамковната конвенција за Малтија, зошто сите да ги имат подпишано и ние, вклучително како наследници на Југославија. Зошто да се јас не грижам за нашите во Грција, во Албанија, во Бугарија, кога сите се грижат за нивните во Македонија? Зошто ние имаме? Затоа што сме помали? Или затоа што немаме доволно свест и храброст? Тој е меѓународно установен стандард. И не еднашка секој пат практициран. Грците, за разлика од нас, кои ние експресно го ратификувавме спогодбата во нашето собрание и дојдоа до уставни измени, до измени на закони, го трнавме тоа знамето, не е греда што знамето од Кутлиш, што го нарекуваат тогаш. Тоа не е од Кутлиш знаме, тоа знаме е сеприсутно, не само во Македонија, и во Грција, и во Бугарија, во Скандинавија, во Јапан, на Полинезиските острови, кај индијанците во двете Америки. Тоа е представа на Венера, огнената комета. И таа се представува со 16, со 12 крака и така натаму. Тоа не е македонското знаме, како што некои кај нас хелардичари кажуваат дека не е македонско. Македонците го користеле како воено знаме, кога оделе во војна, затоа што Венера, односно Атена, односно Велика, ние викаме една од епитетите на македонски, е највоинствената божица, да им влева храброст на војските и уносат нивното знаме. Знамето е 16 крако сонце.
То не е знаме на династијата на Ријадите, нити е од Кутлиш. Тоа е се присутно, низ целиот свет го гледате дека присутно. Зашто да се расправаме за тоа? И јас тоа што коментирав, одма тргајте го. Одма. Не е тоа нашето знаме. Дури вас ве обвинува дека стоите за тоа знаме преку Тодор Петров. Не е точно. Тоа бе обвинувањата дека нашите служби, Тодор Петров тоа го демонтираше, не е точно. дека нашите служби, нели Тито Петковски имаше некој известно, дека во знак на револт од Лисабонската декларација ние сме го ставиле тоа знаме за да ги иритираме Грција. Тодор Петров тоа го има демонтирано. Или обвинувањето беа дека Тодор Петров ги правеше блокадите, ве имавте да има одредена согласност, логистика, дека не може човек на 20 и нешто години да блокира граница на тогашна Југославија со Грција. Демонтирани се тие работи Тодор Петров. Да, тоа беше 89-та година. Но дека државна безбедност стоело за тоа. Не е точно. Тогаш мислам дека Министерството за внатрешни работи на манжетните го имаше тоа знакче ставено. Фрчковски исто така го прифаќаше тоа, значи беше едно побрниците на антиквизација во наводниците. Не, ако нашата влада го прифате тој парламент, тоа знаме тогаш, сите други институции мора да го прифатат. Тоа не беше проблем. Проблем беше што се представуваше тоа дека е најдено во кралската гробница на Филип, таму долу, и дека тоа знаме е македонско знаме, државно знаме на царската династија, што не е точно, затоа што таму не е Филип погребан. Такво знаме сегде, се присутно има. На камен, на представи. Хотели во Рим можеше се најди, да се најди во Америка. И беше најлесно да се откажеме од тоа, затоа што ние сме го користеле како воено знаме, најчесто, и во религиозните, односно обредите на верувањата, но не и државно знаме. Кога се што е вистината за тие 150.000 албански државјанства, многу фама нели се крена. Ако не се лажам, после смената или завршување на мандатот на прв човек на државна безбедност, бевте и прв човек на второстепената комисија кај што одлучувавте по одредени жалбени постапки околу тие 150, околу тие албански државјанства. Дали се дадени 150.000 албански државјанства или државјанства на албанци со потекло од Косово на територија на Република Македонија како дел од операцијата на менување на етничкиот состав во Република Македонија? Такво нешто не можам да ви потврдам, ево од кои причини. Критериумите што ги имавме како предлог закон во собранието што отиде, беа прилично строги и во поглед на стекнувањето со природување и ова што значи со потекло, околу начинот како се тоа докажува. И нормално коалициона влада тогаш се договорија да некои од овие критериуми бидат ублажени за полесно да ги докажуваат дека имат врска со престој по било кој основ по Република Македонија. И таа мала либерализација предизвика да поголем број од нив кои не се по потекло од Македонија, а работеле во железара, во Јагунавце, во други обшествени фирми, нели такви беа на времето, беа по потекло од Косово, од Санџак, од Црна Гора, од Босна, од Србија. Многу народ идеше оде во Скопје како индустријски центар по работа. И се тие што работеле подолго, а имале извадено лична карта за престој, имале живеалиште, добиле обшествени станови, некои исклучиле бракови, живеат тука, им се полиберализира во однос на првичниот предлог на законот да побрзо по основ на престој се стекнува со државјанство. Јас немам податок дали се тоа 150.000, али факт е дека голем дел кои не се македонци, зборам пород, како што и законот за државјанство дефинира, него се стекнале со статус со природување по основ на престој, во тој период се стекна со државјанство. Имаше еден момент за кој јас исто бев информиран тогаш, дека одредени поединци, зборам од службите управни, правиле злоупотреби во врска со издавањето на државјанствата, а со тоа покасно и пасоши, што добија државјанство,
се водеше некоја постапка, но заврши без некој позначаен епилог, затоа и не можам да ја потврдам дали е таа навистина бројка 150, нити ми била мене во фокусот на вниманието, осем делот по одредбата, порано додека бев таму како подсекретар, членот 7, проверката на безбедносните аспекти на лицата кои треба да се стекнат со природување, не тие што се пораѓање, затоа што никој не може да им го одземе тоа право. Се родил, неговите биле тука, пораснал во Македонија, извадил лична карта, живее тука, не може да му го скратите тоа право. Али на овие другите треба да докажат дали навистина исполнуваат услови. Тоа беше и според Европската конвенција, која покасно исто ги либерализираше условите и околу бракот и околу престојот, али во тој период многу се либерализира тоа и дојде до голема бројка, али јас не можам да ја потврдам, бидејќи не сум работел во тој дел. Колку добиле од овие, но имаше многу информации точно од таква природа, дека без критериуми им се овозможува стекнување со државјанство на луѓе кои не ги исполнуваат целосно или делумично условите. Не сум бил нити во тие служби таму, нити, али како информација сум ги слушал. Не можам да речам дали биле 150, дали биле 50. И анализиравме Бугари политиката Тодор Живкова и Енвер Хоџи на Албанија спомнавме во еден контекст. Има една приказна информација дека првата средба индиректна со Али Ахмети били од 1981 година, јас не знам дали е тоа точно, ќе ви поставам прашање па веќе потврдите и ќе демантирате. Тоа се оние протести од 1981 година во Косово. Еден од учесниците е Али Ахмети, притворен, затворен од косовските полициски служби. Вие сте повикани од Македонија за да го евидентирате или да го детектирате. Дали е тоа првата средба на Слободан Богоевски со Али Ахмети како представник на македонската служба сте отиден во Приштина за да го потврдите неговиот идентитет како учесник во тие процеси? Не, јас не сум одел во Приштина во тој период, него лицата, дел од лицата кои беа приведувани во тој период беа носени во Македонија. Тоа беше југословенска операција, тоа беа демонстрациите 81 и после тоа 83-та. Јас не сум лично во Приштина учествував овде во Македонија нормално. Сите бевме вклучени во тие операции. И нормално дека тој не го крие, дека во тој период и он беше учесник во тоа. Понатаму не можам никаква информација да ви давам, зашто не знам како се движал понатаму. Кога ги знаевте луѓето, нели? Кои се и Косова Република, и Куштрин, и Лирис. Да. Освен Енвер Хоџи на Албанија, многу пари и средства преку Романија во времето на Николај Чаушеску има влегувано во тие организации. Чудно ми е зашто преку Романија има влегувано во тие организации, меѓутоа во дело судењето нивно во Македонија осудени се на 10 години, на 12 години, се спомнуваше Романија, меѓутоа тие луѓе ги знаете, тие луѓе подоста се појават 2001 година во конфликтот во Република Македонија. Тие не се паднати од Марс, нели? Не, сигурно. Тие проекти... Чевата Деми, например, судењето, мисле, тој беше припадник на Куштрин и Лирис, подоцна беше пратеник и така натаму. Во Спуш беше 10 години или 9 години затворска казна. Да, му е намалија малце. И он задржаше супер човекот. На 18 години беше осуден. Помалце мислам дека беше. Не, 18 години имаше, 18-19 години возраст. Он беше навистина од идеолошки причини, иако тие беа сите заведени, тоа беше програма на Албанската комунистичка партија и на Сигурими. Затоа што тоа ги обседна во услови која најголема немаштија беше во Албанија. Се бориме за голема Албанија. Како што се боревме кон светлиот комунизам да отидеме. Многу млади беа жртви на такво нешто. Не беа толку за некакви бројни групи, но тоа беше креирано од Албанија, ќе се борите да се ослободите од робството и ќе се бидеме заедно во голема Албанија. Тоа беше кратко така народски кажано таа идеологија. И еден дел од нив беа и гонети кривично, луѓе кои младени. Дали се сеќам, Ненад Стучка,
што мене ми јасна симпатично. Колегите кои работеа со него во затворот, Со живата дени. многу пати му нудеа да признае и да каже кој се дове. Секој пат ги одбивал. Јас не сум разговарал со него, но сум бил таму кога колегите разговарале. И мене ми стана симпатичен, затоа што во такви услови да покажувате таков карактер, навистина е заточен, без разлика од кои причини е таму. Значи не пријавува, не кажува кој му се соработи, Иначе му беше врските. му нудеа, ќе му се смали казната за толку, не прифате до крај. Не прифати цело време. Ми стана симпатичен, иако не го познавам човекот. Така да, шпекулации се, ако нешто има околу него, би потврдам дека човекот ништо. Мислим, дуи, например, една ваша изјава на Павле Трајанов, дека сте учествувале во формирање на ДП, партијата на Мендур Тачи, ја имаше експлоатирано максимално. Дека сте учествувале во процесот на растурање на ПДП, тоа следува после или да и така натаму, и дека преку Мендур Тачи сте учествувале во процес, вие лично, нели, во процес на формирање на партијата ДП. И тоа дуи во некои своји кампањи, односно избори, тоа го експлоатираше максимално. Учествувале службите во растурање на ПДП, формирање на ДП, Мендур Тачи, Армен Џафери. Доаѓа од Косово, нели, Армен Џафери така? Не, Раско, не. Тоа меѓусебни партиски се препукување и неќем да ги коментирам дали едни со други се напаѓаат кој бил поблизок или не бил поблизок до службите. Не можам да ви кажам ништо. Си ваде, нели, Кои се афери? мотивите? Си ваде афери, Знам. нели, па мислам Усливу беше, па беше и во притвор или во затвор, па ваде оние досија и Бармама, кои сте. Имаше нешто вистина во сето тоа? Не можам да коментирам без тие работи. Не знам, пошто други ги правеле, јас не можам. Уште е тоа тајна и после Па, 20 и после 30 не тајна, и после него 40 години? Не сум знал какви документи лиферувале тие. Не можам да коментирам дали биле од Белград, од тука. Второ имаше кај нас голема манипулација со таквите документи, особено во процесот на лустрација. А и пред тоа, вие не можете со документи кои се со ништо проверени од оперативни обработки, така наречени таму, да вадите да некој лустрирате или да обвините дека бил соработник или не бил соработник, затоа што многу од нив биле лажни. Затоа сум возражен околу тие коментари, не би сакал да ги коментирам. Меѓутоа ни се појавуваат тие луѓе во војната 2001 година, знаете? Добро, тој јасно ви е, него зборам за ваквите манипулации со кој чиј е и каков документ располага. Јас никој пат не можам да му покладам верба, бидејќи знам дека е многу шпекулативно и дека многу документи сум гледал кои не се вистините, а постоеле. Воски, ги знаете тие луѓе од порано кои се појавува од 2001 година или се изненадување, например, за вас? Еден дел воопшто не биле изненадување, но беа изненадување за тогашното МВР. Но во документацијата на МВР постоеле тие луѓе? Ако не били изненадување? Голем дел, најголем дел од командниот кадар беше познат на поранешната служба, да не речем сите. Ама кога се смени власта 99-та година, покојната Доста Димовска ги растуре тие. Заедно со Мендур. Заедно со Да. Мендур. И најнаш видов дека ништо не знаат. Не знаат ни со кого, ни кој е, уопшто не знаеа дека војна ќе дојде. Не знам дали се сеќавате на моето интервју во јануар 2001 со колегата ваш во Канал 5. Кога беше нападот на станицата горе. И тоа ќе предупредив дека владата и МВР имат обврска на граѓаните да им кажат што се случува и дека да им кажат дека престои војна, не да се плашат наеднаш, него да знаат дека престои војна, затоа што сите знаевме, ја знаев уште од октомври дека ќе почне. Октомври 2000 година. Да. Затоа што бев на терен горе, гледав како е. Говорите за Танушевци, така? Се наместо
тоа не беше ништо, ја смирувачки го кажав тоа. Да, се спремам војна. Ние треба да бидеме како држава спремни да не дозволиме да дојде до тоа. Тоа беше мојата предупредување. Наредниот ден ми се, да кажам, ми се изредија сите од премиер до подпредседател, до министар за одбрана на агенција, директорот, други. Ма не се точните информации. Македонија никој пат не била побезбедна, никој пат немала подобри меѓуетнички односи. Боже, се сеќавате тоа. И викам, Боже, ние сме готови. Ако таква информација што можеш лесно да ја провериш, не мора кој знае какви активности имаш, и гледаш на терен дека се прави обука, се прави дотур на оружје, на санитетски материјал, на храна, на средства за комуникација, вежбовни активности, Боже, ништо не знае. А има ли средба со Зоран Џинџич, каде што Зоран Живковиќ, министрот, кажува дека им имат презентирано факти кои села, каде точно, каде било тоа? Тоа е сега една поширока тема, затоа што ќе навлеземе повторно во партизацијата на државата. Ето како се одразува. Вие добивате начело на служби, началници во полицијата, командинка, луѓе кои немале никакво искуство, ни знаење. Од обезведуваш го правите генерал, од улица началник, од улица директор на ДБК. Како очекувате тоа да функционира? Тоа не може да функционира. Такви беа, составот беше таков тогаш. И после сега што јас се чудам, тие луѓе не знаат ни во дворот што им се случува, а камо ли да знаат што се случува по планините. И на вистина во март почна војните действија. Тоа е трагедија затоа што никој не ни е крив. Такви работи треба да се очекува. Не требаше да бидат некакви стручњаци големи од безбедноста. Знаете дека беше бомбардирање на Југославија, знаеше дека завршуваат операциите во Косово, дека сега следното е овде. Тоа беше одавно познато. И да ништо не преземите, а да од кога изгубивте војната да кукате, некој два надворни се уфрле, па нормално ќе ви се уфрле. Кога они се бавија со бизнис и со кадровски прашања, никој не водеше сметка дека треба некој да функционира, да ја брани ова држава. Не ја бранеше никој. Изгина невини, затоа што беа лошо командувани. Вие носите тенкови во планина, во историјата на војување не се случило тоа. Тенкот не е за во планина, тоа е лимен сандук. Во планина тенк. Тенк е за фронтални борби. Ние за прв пат во историјата употребивме тенкови по планини. Да глумиме пред телевизиски камери, дека ево ние се тепаме како у меѓувреме крадиме, нели? Како очекувате да се одбрани Македонија од такво нешто? Ова искуше две теми ни остана. Атентатот на Киро Глигоров и неизбежниот Николаос Грелакис. Како вовед во атентатот на Киро Глигоров би ги земал санкциите, многу пари се направија. Да. Многу валкани пари, едната период, да. На другата страна. Никош не сум ве прашала, сме имале неколку интервјуа, дали валкани пари на Милошевиќ се чува во македонските банки или во сефовите на македонските банки. Љубо Михајловиќ или Љубо Шиптар, како го нарекуваа, тој беше генерален директор на Белградска комерцијална банка, која нема никаква врска нели со нашата комерцијална банка. Подоцна се јавува како човек кој има последен разговор од нога во Интерконтинентал со Желјко Разнатовиќ Аркан пред неговата атентат или екзекуција на 15 јануари 2000 година. Дали Михајловиќ, другите српските куни, банкари, дел од валканите пари на Милошевиќ чува во Македонија? Ма се тоа беше период на војни во Југославија, на санкции. Тоаш дојде и Дејтон на почетокот, али беше и период пред времената спогодба со Грција на 25 септември. Односно, одма после времената спогодба, не пред. Беше период кога ние уште како држава го заокружувавме платниот промет, многу работи каснеја во донесувањето на законите, да ги конституираме согласно уставниот закон како целосно, самостојна држава.
опасностите од војна секој пат ни висеа над глава, и од горе, и од било каде. И во тој период, по донесувањето на одлугите на Обединетите нации за ембарго према Србија, нормално се створија специфичен вид на економија. Значи, владините комисии одлучува по согласно со договорот со Обединетите нации во кои случаи може да има отстапки, да речеме храна, лекови, енергенци. И тоа беше дозволено. Ама тоа беше една таква еден таков бурен период кој сега ќе утврди што е кога нити границите не беа до крај сигурни во Косово, Србија. Многу беше Казабланка беше Македонија со присуство на многу странци, многу дали чувале, секако дека чувале, затоа што многу од нив има фирми овдека или работеле со фирми од овде и чува нормално, кои на резидентни, кои на нерезидентни сметки има своји пари. Меѓутоа факт е еден друг. Ние имавме соработка со колегите од Србија и дел од нив и јас ги знам. Едино барав од нив, ако во Македонија било кој од нив испука куш, ја ве знам кои сте, еден од вас нема да биде во Македонија. И се држеа до тој договор. Во Македонија не направија никаков инцидент во смисла на убиства, на рекети, на било каква друга активност. Со Јовица Станишич имате таква комуникација? Не само со него, и со другите колеги постари и помлади кои ние бевме во бивша Југославија, заедно сме соработувале сите, се познававме. Меѓу кои ги знаевме и овие структури што ги користеа тогаш од Аркан надолу сите. И во тој поглед можам да речем дека беа, како да кажем, коректни, правија што правија со наши бизнисмени со други, но не направија инцидент. Не знам дали вие паметите дека никој не направил во Македонија инцидент. Војска не само што не направи инцидент, ние не направивме мафија 90-тите години, немавме убиства како белградските улици. Они исто ми Софијски. вика, не се грижи, ние ги знаеме кои се вашите. Ја ти гарантирам дека никој нема да проба да. Пример, немавме. Тоа беа поврзани во бивша Југославија и нашите од Македонија и тие исто. Знаете, малку чудна, например, И немавме. повеќе тие од Србија ги контролира овде да не прават инциденти. Нашите? Нашите. Него, ево, тоа е факт. Проверете дали имало било каков инцидент тогаш. И тоа бога се чудна една работа. Ние не направивме македонска мафија, имавме фабрики за цигари, или дрога, или цигари, или оружје, основа на правење на одредена мафија. Гледате, Црна Гора, па Белград, што се случува. 90-тите години ние немавме таква операција. Не. Која е направена, која би вртела многу пари. Не знам, тука беше Македонија табак, да речеме, која беше столбот на производството на цигари, значи срцето на тутунската Македонија индустрија. табак, сите знаете што работеше, тоа не е Така е, тајна, танчеше али тоа е толку. лицата кои раководеле. Меѓутоа, во минатото, вие знаете дека се што е акцизна стока, вклучително и некои други работи, биле предмет на државна контрола. Не само во смисла на акцизи и царини, него, да речеме, во поранешниот Варшавски блок, Бугарија беше задолжена, меѓу другото, и за фалсификување, за шверцо цигари и така натаму, за потребите на државата, нели, не на поединец. Полска за едно, румуните за други работи и така натаму, како што и Западот истото го прави. Не е понаивен во овие работи. Ние во таа смисла од 91 не направивме. Ако од државна мафија мислите такво нешто. Да, мислам на мафија код Црна Гора, код Србија. Али која работеше за тие во времето на Варшавскиот пакт или овие на Запад, си работат за државата. Убиват за државата, шверцуваат, прават црни И приходите од тоа, освен тоа, им служат како добра легенда за другите операции. Затоа што околу тој бизнес се навртуваат многу други личности. Така да ние не направивме такво нешто, тоа си течеше онака како што си течеше. Затоа што јас мислев дека во тој период
Нас нити ни треба, нити сме во состојба да создадеме толку брзо такво нешто, затоа што влада прва експертска, после беше ваква и таква како што беше. Многу млад свет со никакво искуство во државнички работи. Вакви работи се прават доверливо, не се прават во собраниска процедура. И така да немало Македонија. Јас не знам што некој може да мисли што е мафија, немало таков. Бугарски. Што е атентатот на Глигоров? Еден ден пред атентатот е средбата во Домановци со Слободан Милошевиќ. Вие мислам дека тогаш не сте, неколку месеци претходно ви завршува нели мандатот како прв човек на управата за безбедност? Не, на службата. Не на управата после дојде. На службата. Да. Вие веќе не сте прв човек на службата за државна безбедност. За вас и за вашето име се врзуваше она афера за Братиславска врска, дека вие сте ја дале таа афера во медиумите, во јавноста во Република Македонија, дека Братиславска врска се јавува во атентатот на Киро Глигоров. Од сегашна временска дистанца, Фрчковски беше преден или вели дека сите релации или линкови одат кон Белград, иако тој тогаш кажа врз база на сознание на службата дека Мултигруп Бугарски учествува во атентатот на Киро Глигоров. Миломир Малич, колегата, пред 6 месеци излезе со одредени тези дека кај војното разузнавање кај КОС биле евидентирани или лоцирани некакви блиски релации со Мултигруп, значи Белград и Софија, не велам во форма на атентатот или во функција на атентатот, туку како некоја форма на бизнис соработка. Што од сегашна временска дистанца вие би рекле за атентатот и би кажале за атентатот на Киро Глигоров? Атентатот беше голем чин против државата Македонија. Тоа е јасно на сите. Мене исто до ден денеска ми е мора од причини што многу брзо можевме во тој период, ако не нарачателите, организаторите и изведувачите да ги фатиме. Меѓутоа, тоа ми е најтешко. Ево и ова што зборите, Братиславска врска, Мултигрупово, тоа беше резултат на непрофесионалниот однос на тогаш веќе почнато партизирање во МВР. Сега сме сами на власт, само партиски кадри, го растурија МВР. Тоа беше мојата реакција и затоа говорав од Глигоров, ево вие оставката, најдете си човек, јас не учествувам во вакви работи. Јас повеќе и останав да го координирам разузнавањето, додека се конституира. И затоа одбив да го водам штабот, обично се прави штаб тогаш, затоа што си има подсекретар за јавна, си има директор на УБК. Јас си сакам, не можам по закон, они се надлежни да водат. А они што направија? Тоа беше мојата најголема забелешка. Се формира штаб, во кој влегуваат луѓе што влегле, се суспендираат сите организовани единици. Сите информации одат во тој штаб, повратно ништо не стига, никаква координација и како муви без глава одеа песоци да барат, ајбари по Драчево, по реката Вардар, приказки, како год им дојде некоја сериозна информација, одма по телевизии, по Братиславската врска, не знам, ова врска, и тоа беше катастрофа. Затоа јас му пишував во образложението на тоа писмо во оставка пред тоа, дека председателе јас и од многу други причини, не само што не се слагав со таа, масовно почна да се партизира МВР со нестручни кадри. Значи некој ако не сте на почетно ниво не било стабиле, сега најнаш го правите началник него. Тоа ги вреѓате сите, све се заборава. Што според вас и сега беше суштината? Суштината што беше? На атентатот. Во тоа му пишувам јас дека од овој момент, председателе, јас, нити било кој, не може да гарантира безбедноста во Македонија, вклучително и вашата. Тоа предизвика тие полемики. Слободан мора да знаел... Дека вие сте учествувале. Не мора да знаете, кога гледам се распад на системот. Да, дека Слободан знаел дека ќе има атентат на Глигоров. И ако ги предупредував, со месеци предходно се дал оставка и се замена. Со партиски кадри да водите ваква институција. Тие институции се високо професионални, субординирани, по вертикала и по хоризонтала, и тие правила важат, не важат други. Бидете ако сакате, не знам колку членови во која партија, ништо не ви вреди. Имаше ли индиции дека се подготвува атентат на Киро Глигоров?
И јас тоа го напишав дека овој распад што не се случил во МВР, од кога сум работел, не се случил таков распад како тогаш што се случи. После тоа се случува и поголеми, ама до тогаш немаше. Беше шокантно за мене. Луѓе, началници, 6 месеци пред пенсија го разрешуваш. Меморијата на службата ја разрешуваш. Зошто не бил во владеачката партија? И ќе ви донесат некој од факултетите тие, кај што ништо не се учеше, на негово место принесе кај оди. А овој што има меморијата, што одма да рефлексно реагира на било каква информација, знае од каде доаѓа опасност. Ајде, на страна, до пензија приумреа многу од инфаркт тогаш, од што ја потресени тоа што се случуваше. Тоа беа, мора да се признае, пијани од власта, сами на власт, тој период, владеачката партија. И направија такви страшни последици, резови, партизирање од органите по општините до управи, до сектори, ден денеска уште последиците се ги трпиме. Тома Фила, например, кој е советник, беше советник на Ивица Дачиш, кој беше министар за внатрешни работи на соседна Србија или на Белград, вели дека нивните индикации или од разговорите со Ивица Станишич или со други шефови на српското разузнавање, били дека од внатре атентатот, дека луѓе околу Глигоров учествувале во атентатот, дека луѓе на тогашната власт, па нели имаше Андов книга, па кој беше забраната судски, така натаму, нели не би ја коментирал, судот ја забрани така. Што според вас се случи? Кој имаше мотив да изврши атентат на шеф на држава? Говориме само неколку недели по потпишување на таа времена спогодба, кој сметавме дека нели Македонија е стабилизирана, решила проблем. Една недела. Една недела. Да. Вас како тргнеме од тие мотиви, горе-долу се знаеше, ние од секаде можехме да очекуваме. И од север, и од југ, и од запад, и од исток. Не е тоа проблем, предпоставките. И тие секој пат се разработуваат, и тие се секој пат конкретни и со конкретни лица. Проблемот беше што се распадна. Така да можеше овдека што сака и слон да помине, никој нема да го виде. Затоа им беше тешко и затоа пишував. Ово е опасно, бидејќи веќе никој не може да гарантира безбедноста. Системот се распадна. Се друго е предпоставка. Дека нема некои индици кои се извршители, дека не може да се... Како не можело, Васко? Како не можело? Па во Македонија, што год да направите, прво изгубија многу време. Јас секако дека можам да помогнам тогаш, ама не сум ја тој надлежен, тоа што си е надлежен тој за јавна безбедност. Во делот на истрагата, што овој си е надлежен во другиот дел. Ми кажу, брзо да се Скопје заобиколи со прстени. Не го направија. Тие од соседните гради, мора некој да видел и да чул нешто. Ниједен не беше повикан на разговор. Ама буквално го блокираа работењето. Како очекуваш? Го блокира од незнаење или намерно? И од незнаење, и не знам од кои други причини. Али составот беше катастрофален. Најобична операција да им дадете, па што ја ги познав, не може да ја изведат, а камоли да водат штаб за атентат на председател на држава. И тоа беше мојата најсериозна забелешка од тоа што јас повеќе. Што сакате правите? Ни нема спас таму, не гледав што ќе правам јас со тие луѓе. Затоа и така заврши таа истрага околу атентатот. За ништо. Со ништо. Се што дале оперативците заврши во некоја соба и готово. Како да не се случило? Како да не се случило. Никаква координација, зашто си носат одговорност раководните работници. Бугарски. Или тој некој што им кажа, не знам. Николаос Грилакис. Последно прашање, последна тема. Наш колега од Грција, не знам, може би пријател, почина веќе. Да. 2006 година јас имам интервју со него во Катерини. Начинот на кој се организирате интервјуа се многу интересни. Човек од Рачево прати, значи не можевме сами да одиме. Имаше два преведувачи, еден преведувач беше од Кипар, односно Грко работеше во Кипарска амбасада во Белград. Имаше преведувачка од Битола, една убава битолчанка која работеше или студираше во Солун, значи организирано од нивна страна во Катерини. Кажува една теза која за мене беше исклучително интересна, тоа дека Македонија и Грција има тајни преговори, дека Глигоров
прифатил дека, можеби Васил Топурковски прифатил за формирање на конфедерација. Значи не бегството на Грелак Истука, кој се случува неколку години подоцна, туку таа 92-93 година Славо Македонија, нели нивната вековна теза или идеал словенските во наводници, словенизираните Грци и хеленизираните Грци да направат конфедерација, тоа беше нели неговата приказна. Се преговараше за конфедерација со Грција? Прво да јасниме, јаве во жижата на тие контакти, не е тајна. Ние имавме добра соработка и поддршка од многу служби од водечки светски земји, вклучително и со посредувањето со Грција, да се со колегите од Грција. И тоа бе разговори, тоа не се преговори. Зошто? Затоа што секаде во светот службите служат за најбрзо да дојдеш до одредено решение. Например, ако ви треба средба со председателот Глигоров за државно прашање, ја можам истиот ден како шеф на служба да однесам кај. Иначе да пробате по дипломатски пат, на година ќе изгубите. Службите после да разменат вакви информации. Тоа им е работа. Мене ме винува едно време, па зашо слободно не сум преговарал, јас сум разговарал. И камо среќа и да преговарав, сосема поинаку мислам дека ќе беше. Владата беше затечена на Мицотакис. Да кажа, мене и со Мицотакис беа кумови. Имаше една средна во еден хотел со Милошевиќ, со Ругова и он. Немало средба да не ме прашат. Кој ги организираш овие протести во Солун? Грелак се прашува? И Мицотакис. И Мицотакис. Не знаеа и службата не кој ги организира, вика. Падна они после тоа. Кој ги организира по вас? Да. Па овие што ги креиле државите на Балканот. Тие ги По секој пат, тие се господари и на војните и на мирот. Мене беше смешно, викам, вие треба да ми кажете, зашто вие ги правите, ние не ги правиме, викам, во Македонија. Не знаеме и ние, вика. Кај толку, вика, се собра сите попови, вика. Ај, сам нараз и толку народ. Вика, ние да сакаме да ги организираме, не можеме ни пола, вика. Ево, тој од мисла. Има една теза која вели дека вие сте разговарале во Велика Британија, Да. околу конфедерација со Грција, сте разговарале, значи не сте преговарале, и дека тогаш од МИ-6 ви било кажано дека кралските семејства нема да се согласат да биде направена конфедерација, бидејќи тоа би значило промена на Верса и промена на Букуреш, промена на Берлински конгрес, значи многу крупна геополитичка промена на Балканското полуострво. Во која се разговара, беше многу личности вклучени во и министри, и за одбрана, и за внатрешни, и други, во тие средби. Наши? Нивни. Нивни, грчки. И многу теории и тези ке слушните. Например, една од овие беше, не било тоа некоја официјална, ќе седниме на ручек, ќе се најадеме, ќе пивнеме и ќе стане дека беше не си направиме една конфедерација. Значи таква некоја Не било нешто, сакам да кажам, официјално произведено од владата, како влада или од кај нас некоја. И овде имало и кај нас исто така. Како да го решиме? Па дај да си направиме. Дури што имаше и изјави на некои политичари во тој период. имаш. Ама сето тоа беше повеќе како шала. Јас така го толкувам, затоа што знам дека никој од надвор нема да ни се сложи со таква работа, да ти менуваш меѓународен поредок, како ќе го направиш на Балканот овде, без да загрозиш некои други пошироки интерес. И тоа остана. Али било повеќе како смеја, зошто? Затоа што за нив, но не се обидува брзо да најдат решение, како влада, затоа што беа свесни, ако не најдат решение, секако ќе изгубат изборите. Кратко време после тоа, мислам декември беше, Андреас Папандреou ги победи на изборите и више не беше председател Мицотакис и не е демократија, не беше на власт. Брза и вика, не гледаме друго чаре, да ја предложим во ово, Република Славо Македонија за меѓународна употреба. За внатре Македонија, како што си бевме.
И многу инсистира на тоа. Меѓутоа, беше проблем ради составот во Македонија, како вие ќе кажете дека ова е славо Македонија, кога тие Словени не постојат. Од друга страна, па албанците, турците, ромите, од другите не се Словени. Значи не е нивна држава. Што ќе правиме со нив? И се отвараат други милион прашања. И то не влезе во никаква официјална процедура, или било како став на грчката влада, што он и го кажуваше и јавно, мислам, дека во интервју, во книгата го пишува, дека во тој момент на грчката влада најприфатливо изгледаше славо Македонија, само за надворешна употреба. Внатре Македонија. И сите други варијации што покасно излегува, беа насочени како да се најде име за надворешна употреба. Не се спореше името Македонија во Македонија. Внатрешно. Внатре. Во ниту еден предлог. До кај догуравме се. Дури Караманлис. Не само што изменивме све. И устав, и шахтите ги корневме. Него ние сега отидовме во една друга крајност, и за внатре, и за понадвор, и уште полошо. Дури Караманлис, ако се сеќавате 2007. Ето тоа, зошто? Затоа што год им дадевте на нашите политичари во тој период, како можна верзија на предлог. Иначе во Њујорк ништо не се случуваше со Нимиц. Ништо. Сите средби се одива добар ден, имате нешто од вашата влада? Немаме. Вие? Немаме. Пријатно, ајде пиеме кафе и толку. Дипломатите е таква. То службите го работат секаде во светот. Дипломатите се секој пат на очите на јавност. Никој од кај нас не реагираше, леле, не чепкајте тоа, готов сум ако тоа го кажам во јавност. И никој буквално ништо не направи, вклучително и области од економијата, од кои Македонија може многу да профитира, затоа што беа европски проекти. Не можеш да користиш, не можеш договор да напишеш, нити ние на македонски кај нив, нити тие на грчки кај нас. И се остана така вас. И тој го представува мудри политики, тоа фактички беше политика, не чини ништо. Ништо не презема и нека тече така да ми помине мандатот. И после ќе давам коментари од после. Како ќе ми заврши? Кога ми заврши мандатот. Во суштина никој ништо не презема. Аз сме разговарали дури и за смешни вака. Уиски, каде се урна македонската позиција? Караманлис 2007-2008 пред Букуреш вели да не мислат македонците дека ќе бидат примени во НАТО без поранешна Југословенска република. Значи, тие ни се заканува дека со поранешна Југословенска не бара промена на име или име за внатрешна употреба. Значи, говореа за времената спогодба. Значи, видите, говориме за една позиција од 2008, каде се урнува македонската позиција? Па се урна со таа со акронимот. Моје мислење дека не мораше се брза, затоа што ето поставено од него произлега сите други проблеми. Поранешна Југословенска република. Кој не тераше толку да брзаме, за да се покажеме пред јавност, ја станавме членка, ние ќе станевме и веќе и така членка на Обединените нации. Што мораше да го подпишуваме ово? Тоа е мојот став. Како ја гледав на тие работи. И тука доаѓате конфликт. Тоа еднаш ако го направите, нема враќање после. Не било конфликт, ама мене не било драго сега. Уески. Пала многу повеќе од 3 сати разговараме. Зарем толку помина? Некои работи кажавме, некои работи не кажавме, остана за понатаму. За некоја книга што ќе ја напишете. Некои сме ги заборавиле. Некои сме ги заборавиле. Човек во години. Да. Меѓутоа, како велат, ние ја сменихме перцепцијата за тајни служби. Тајни служби не се јавни куки, па тоа јавно да се кажува и да се прави нешто, или најмногу од работите, шефовите на тајни служби ги носат со нив на оној свет, што се вика. Да, тоа е друго, тоа е сосема нормално, тој занатски одел да го понесе во својот свет, затоа и јас, да не ми замерате, некои работи не сакам да ги говорам, не од други причини, ако е некој починат или средства, методи, никога не го интересира, тоа е нималце важно заедно. Но важно е, ако ги видите дефинициите на легитимациите,
колегите од Британија, што пишува таму? Веќе во служба на низиното кралско височество, суверенот кралицата Елизабета. Толку. Нема опис на овластува, ништо. Ништо. Француските, видите што пишува? Во служба на државата Франција. Толку. Таму нема ни крал, ни кралица, ни председател. Толку. Германците исто. Турците исто. Што говори тоа? Ако сте во служба на суверенот на државата, то подразбира сте во служба на својата историја, култура, наука, образование, економија, во све и мора да имате познавања. А ние што направивме? Исклучиво се примат од факултет за безбедност. Нема ништо против, нека се учи таму тоа што се учи. Меѓутоа, тој дејност толку мултидисциплинарна, каде што треба да има и економисти, и јазичари, и инженери, и лингвисти, како што имаше на времето. Ќе ги очистија. Не е безбедноста, земи пиштолот и оди рекетирај, или ќе го прислушуваме Слободан Даска или било кој таму. Тоа нема врска, тоа е криминал. Сега тоа го загубивме, ама тоа не се создава. Сега и најдобра волја да се има и најдобри закони, најмалце 10 години треба да поминат, дарем нешто да се направи. Али ако ништо не се прави, па никој пат нема да се направи. Че како вицот со англиската треба, купи треба, насади и чеке 50 или 100 Едно 200 години. 200 години се направи. Па тој колегата, не знам, ти престана да снимаш, Славчо, нели? Не, се снима. Да. Се извинувам. Прашав јас. Гледам убави паркови, со хектари. Нема натре, да речеме, ништо, ни куколни, ово, ни одро, се англиска треба. Ни троскот, ни. И сега како правиме мовет, се шетаме. Тој е во Портсмут, таму им е духовна да седиш. И едно време му прашам тој, викам, добро, фасциниран сум. Една тревка, друга не видов или троскот. И се он типично, како што знаат да кажат, вика, да, вика, точно ти забележал, знаеш што, вика, ние со рака ги требиме. А се појави, ние го корниме. И викам, тоа непрегледни пространства, не знам, стотици хектари, каде цела Британија да ја собереш да треби, не може да треби. И викам, и колку е? Ово, вика, едно 200 години е требено. Едно 200 години ќе требиш, за да добиеш ово. Праката е многу јасна. Портсмут 200 години духовно седиште на Британија. Таму е пристанишето, познато од памтивека и од Втората светска војна, од тука излегува бродовите најголеми. Тука се состануваат владата во кризни состојби. И ако 200 години треба да се тоа извежба за една таква империја, може да замислите кај нас колку треба да се извежбат некои работи. Ја викам 10 години да направите, може и повеќе ќе треба. Пораката е во смисла колку се деликатни овие работи и колку барат долгорочно негување. И долго паметење, оно што на почетокот го почнавме во овој разговор, зашто е важно долгото паметење, бидејќи историјата не е ова што денес е, сакам сам уште како порака. Не сакам никому совети да делам, меѓутоа, од искуство, бидејќи сум ги работел овие работи, кога разговараме за историјата, ово што се случува сега, вклучително и од наша страна, и од Бугарска, не е ништо друго, Васко, туку само еден неуспешен обид на иридијација на сопствената свест и нашата представа за историјата и обид на транспозиција на современата свест кон далечното минато, што апсолутно нема врска со наука, нити со историски факти и извори. Значи, оно што ни зацртал Тодор Живков, сега ќе побараме во минатото, да го пронајдеме. Тоа не оди така. Ние може да разговараме за сегашноста и за иднината, но никој нема право да го менува минатото такво какво што било. Ја може да го перцепирам вака или онака, али да го сменам не можам.
Тоа е злосторство. Поготово ако и нашета на сопствениот народ. И треба многу, многу внимателно. Да не се брза, да не се пишуваат вакви фрази. Веројатно не е разбрали ни семантиката, што значи тоа историски факти. Што предпоставува тоа? Пишуваните извори, писмата кои се псевдоним, пишувани од други, а некој ги прикажува како да се од некој трет. Затоа викам, многу треба да се гледа интердисциплинарно од сите прозори. И за тоа не може да работи само, ние не може да обвиниме нити премиер, нити министер, кој мора да биде стручњак и за историја, и за лингвистика, и за култура, и за се. Никој. Али ако има поддршка, тој ќе биде силен. А ако ја нема, може да направи само авантура. И тоа беше грешката на претходниот премиер, персонализирајќи ја владата во себе, значи себе во негово име, и земејќи се заправо да се одлучува за вакви крупни историски прашања, како што е Преспанскиот договор, како што е договорот со Бугарија, направи такви штети, што со генерации сега ќе видите како ќе се влечат. Тоа нема да заврши овде, то дури и утре да ни дадат датум за преговори и да се одржи меѓувладината конференција. Да. Ние имаме пат за одење многу поглавлја, каде што според новите правила, реверзибилно може да ве вратат од 30 поглавја, ајде пак на прво. Која гаранција имаме ние дека ќе бидеме примени? Вреди ли да исчезнеме како народ заради некаква неизвестна иднина? И зошто да се брза? Треба да се негува соработката. Јас секој пат сум бил за тоа. Така направивме и со Грција. Не можеме да постигнеме ваков договор, затоа што ќе паднеше владата и падна долу, така што исто овде би паднала. Меѓутоа можеме да направиме мал пакет. Творци на тој мал пакет бевме јас и Павле. Тогаш постојано учествуваше јас во тие разговори. Разговори беа, тоа не биле преговори, затоа што преговори други води, официјално. Да се олеснат комуникациите, преминот преку границата да се олеснат. Како што и го направија, вели попуштија. Културните врски, економските врски, да не ги кочиме. Секој пат органите знаат да направат програм, така се да. Се либерализира комуникацијата, нашите си почна слободно да си одат долу. Така може би и овде треба да се направи. Да ги раздвоиме. Големиот пакет, ако има проблем, историјата, а им е проблем, затоа што ако им е постојањето на Македонија ги загрижува сите, затоа што врз територијата на Македонија, врз територијата кај што живеела македонската култура и државност, се создадени сите овие протекторати државички на кралските семејства, сега ги викаме нации. И сега ако им го трните ово, што ќе остане во таа, кој субстрат ќе остане во тие нации? Од тука е проблемот во минорните односи. Затоа што видите ги древните карти, античките, која држава на Балканот постоела освен Македонија како држава зборна? Ниједна од овие. Се творебини на 19. век. Войски. Фала многу, ми беше задоволство. До некоја следна прилика, многу среќа, многу здравје. Ја мислам дека не се снима, затоа си се распричав. Голем поздрав до вас. И тука некаде е крајот на емисијата. Джамбо интервју поделено на два дела. Ке беше премногу ако некаде 3,5 часови интервјуви го спакував во една емисија. Две емисии, едната повеќе историски, античка за Александар Македонски, втората на некои современи теми во Република Македонија. Многу работи ексклузивно се кажа во овие две емисии. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна овие две емисии, недела, мислам дека недела ќе направиме една политичка анализа. Дали на состојбите во Украина, дали на политичките разврски во Република Македонија. Ако имаме неко ново интервју кое ќе е интересно, ќе го презентираме сигурно, но мислам дека сега како што размислам, мислам дека е време за една политичка анализа. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да се.